Со ампутирана нога, 41-годишниот Дарко Марковски дошол 2 дена порано пред да му истече прекинот на затворската казна, но од Тетовскиот затвор го вратиле назад. Осуденикот кој со месеци преживува патешествие во градската болница во Скопје за Алфа сведочи дека не го примиле во затворот не само заради тоа што се вратил 2 дена порано, туку затоа што немале услови каде да го чуваат. Ме товарат, ме носат во Тетово назад. Таму ме враќат. Не ме ни примат, ни од кола не излегов. Туку ми рекоа, вика, оде си дома, ние немаме со вакви услови да те држиме овде, да те чуваме, седи си дома. Добро, дајте некој документ, мене да не ме стопре полиција. Не се секире, нема никој кој да те стопре, реком. Пред месец и половина во Скопје му е ампутирана ногата, па затоа од затворот од Тетово имал решение за прекин на казната до 25 април. Како што појаснува, во април сестра му со зетот од болницата во Скопје го земаат и го негуваат дома. Кон крајот на месецот го носат во затворот, но бадијала, бидејќи оттаму му рекле да се седи дома се додека не оздрави, иако има за издржување казна затвор од уште 1 година и 8 месеци. Мене од затворот ми рекоа дека веќе има потерница по тебе, те водат дека си во бегство. Па тоа ви зборам, а на мене и на зет ми во очи ни кажуваат, одете си дома слободно, нема да има никаква потерница. Затоа што не можеме да те чуваме во вакви услови. Освен сведочењето на Марковски, заменичката на директорот на затворот во Тетово Сузана Костовска, вчера во телефонски разговор за Алфа тврдеше дека тој се вратил 2 дена порано од рокот и затоа не го примиле. Во текот на денот од затворот стигна одговор дека за осуденикот нема потерница и дека тој е вратен назад бидејќи се пријавил ден порано. Од тогаш се поминати повеќе од 40 дени и осуденикот Марковски кој лежи за разбойништво не се знае каков статус има. Апсурдот е уште поголем што тој вчера беше повторно опериран во градската болница во Скопје. Затворски власти го посоветувале да се лечи дома или во болница. Марковски е осуден на 7 години и 8 месеци за разбойништво и кражба. Тој во Идризово ги одлежува 6 години, но бидејќи кај надлежните пријавил корупција и закани од командирите, по сториите кои што Алфа ги објавуваше, тој е префрлен во Тетовскиот затвор поради безбедносни причини. Според неговото раскажување, таму неколку месеци се жали на болки, па конечно во март е однесен на болничко лекување и по неколку дена завршил со ампутирана нога. Тој очекува по болничкото лекување институциите да преземат одговорност за неговото сместување.